Дами и господа, драги пријатели, почитувани колеги од медиумите, почитувани домаќини, почитувани музички легенди и повеќе од тоа, добар ден, добре дојдовте на оваа наша пресконференција. Господин ректоре, повелете, сместете се и колегата. Поводот е, би рекол, двоен, иако акцентот е, сами гледате, на следниот голем концерт на групата Меморија. Стално велиме уште овој и толку нема да има веше, затоа не сум од оние кои ќе речат последен голем, иако верувам дека Перо и така мисли, ама знам дека не мисли. Како и да е, затоа потоа. Генерално, датумот е тој кој е, го гледате и самите, 23 октомври оваа година, овој пат во арената или спортскиот центар Јане Сандански, Меморија на голем концерт, кој ќе биде концептуално сличен, а сепак многу различен. Сличен заради тоа што песните кои ги свират и пеат, сте ги слушали и знаете како тоа звучи и на концертот и не е прв пат, ама ќе биде концептуално различен по многу нешта. Овој пат целиот концепт, јас доаѓајќи навака, не знаат дури ни членовите на бендот, решив да си го наречам од историја до меморија. Зошто така? Заради тоа што и изведбено, и свирачки на самиот концерт ќе биде инволвирана историјата на македонската музика или барем голем дел од најзначајните моменти од неа, музички, со песни, со одредени представници од тоа време и со сето она што ги обележило тие 60-ти, рани, доцни, до 70-ти, па се до кога Меморија е настаната. Но таа приказна не е само концертна и музичка, туку ќе биде и аудиовизуелна, ќе биде на самиот концерт. Имаме една идеја за која Перо веројатно подоцна ќе зборува, да биде посветена и на некои други луѓе кои се важни и за македонската музичка историја и за Меморија како бенд многу лично, но приказната се состои од она што се нарекува документирање на ова што го зборувам до сега. Најавен беше и зборувавме и на минатите пресови, ќе зборуваме и на овој веројатно. Она што Меморија го подготвува, тоа е документарен филм во 12 епизоди, во кој ќе биде токму опфатен и дел од македонската музичка историја, до која дојдовме до Меморија и 3 точки натаму. Нема да зборувам повеќе, микрофонот за Перо Георгиевски Камиказе и екипата повелете. Извинете, јас и телефонистка сум за сите, тоа е мојата задачака. Ја немам како аци секретарка, јас сум и секретарка и обмислујќи свашта. Прво, да ви се заблагодарам на вас, основачите или основоположниците на македонската рок-н-рол историја, Димитрije Павловски, Папас. Ја го прашам сега овој мојов помладиов колега, дека го знаеш кој е? Па изгледа клавиатури свириш, не бубњеви е. Јане Коџубашија, кој е автор на песната од Без дал да плачам или да пеам. Еве го Џафер влегува, овој најмладиот. Еден аплауз ве молам за легенд Мики Јовановски Џафер. Као и секој, ми кажа Денки дека си каснели на проба на 903-та е. Не? Ќе каже он све. Добро. И Гранит во моментот ќе стигне од пул групата, сега стига. Значи, без овие 5, 6, 10, 15 луѓе, некои од нив имаат други здравствени проблеми. И ние нив ќе ги снимаме во своите домови. Де факто ќе направиме едно ревју крај на 60-ти години, 70-ти, фактички коренот на македонскиот рок-н-рол. Попатно, за кое
мислев дека многу знам, испадна дека скоро ништо не знам. 67 година е одржана првата голема гитаријада во Гевгелија. Ако стигне Гаро, ако каже, кога ми каже, вика, брат, имаше тамо еден голем, така озборува Гаро, имаше еден фраер, имаше Лудвик у тоа време. Лудвик, вика, немаше никој, се масе премиер, и он Лудвик, никој немаше бубањ. Му викам, Гаро да не е некоја друга година, не, таа вика на гитаријада. Ама имаше вика една гитаријада пред тоа, во Прилеп неуспешна, не станала во струја и Јанко Узунов направил партали. Како тоа он не стигнал да свири, нарочито ја изгасиле струјата, бидејќи он ќе бил победник и така нато. Многу интересни приказни. Мислам, едноставно уживам во овие денови, ќе направивме голема грешка ако не направивме од каде ни е коренот. Еве го тука пред вас е нашиот корен. Без корен нема дрво, без дрво нема гранки, без гранки нема лисија, без лисија нема цветови, без цветови нема плодови. Вашите плодовите на ова што сме ние, и веќе и ние не сме во некои баш брилјантни години, значи сме дел од ова што е македонска историја. Значи во првите 1 до 2 епизоди од 12 колку ќе бидат вкупно во македонска радио телевизија ќе бидат посветени на македонскиот рок н рол од почетоците до 80-тите години и потоа нормално се што ќе следи после тоа се наши колеги кои исто како нас, како меморија, оставиле траен белег, но со годините што поминале, што би се рекло, малку прашинка ги зафатило. Тоа е групата Бонтон, која ќе настапи исто на овој наш јубилеен концерт. Со добрите девојки не го права тоа. И тоа ни особена чест и задоволство. Ние ги поканивме сите членови на Бонтон, дали ќе бидат сите, тоа зависи од нив. Еве едниот од нив е тука, Томче. Златко ве поздравува сите басистот, мојот колега, значи ќе имаме двајца басисти. Се надевам дека и Дарио ќе се приклучи, ако не се приклучи, Поце ќе пее место него или Ристо Самарџиев, се едно. Качам на гајба само. Семче ќе се качи на гајба, да ви кажам за да се смееме сега, пошто ова повеќе е друштвена прича од колку баш права пресконференција. На Тоше Поп Симонов му бевме на помен од година дена од Тоше Поп Симонов и ми вика Бени, вика еден шиптар да стаиш, вика да пее све ова каури си туриле. Ја му викам чекај овој Дарио, му викам гледаш, му викам треба да окелеш колку Дарио па да пееш, му викам нашиот концерт. Ја за него канго сум бе, вика. И така имаш уште многу такви догодоштини, но ајде да се вратиме на суштината. Значи ќе бидат Бонтон, ќе биде Бени со песната како по навика, по ревју на Тоше Поп Симонов кој не е веќе меѓу нас. Тоа е еден од стожерите на нас по новата генерација и ќе направиме за Тоше Поп Симонов уште една работа, фактички почетокот на концертот на меморија ќе биде ревју на сите песни на Тоше Поп Симонов. Студени нодзе, Ена веко, мислам дека беше Дарио, Дупла водка и сите оние песни. Тоше има сигурно преку 60-70 песни. Фиц, кој беше во Студени нодзе, ќе биде предводник на тој дел и првите 45 минути ќе бидат де факто дел од концертот посветен на нашиот исто истакнат музичар и наш многу голем пријател, каде што ги имаме снимано последните 3 албуми на меморија. На вистина една дружба со години и мислам дека го заслужува тоа. Сем тоа Игор Џамбазов ќе ни се приклучи во целата работа, он е некаде 62 година, што ви рекли ние помало од мене една година. 63-та, 2 години помало, ми спратија. Фактички двајцата бевме примери на факултет за драмски уметности и долго години имавме различити животни патишта. И еве како полека се приближува овој крај на нашата рок-н-рол кариера. Конечно се сретнавме и Игор Џамбазов исто така ќе биде гостин на нашиот концерт со добре дојдовте во Хотел Македонија. И мислам дека сем тоа треба да знаете дека Игор Џамбазов ќе биде и наратор на целиот серијал од 12 епизоди во продукција на КЛС и Македонска радио телевизија Аквариус заедно. Ќе се потрудиме што може да бидеме пократки, бидејќи јас мислев дека нема да имаме доволно материјал. Сега тука е режисерот
човекот кој ја води целата работа, он ги има направено Истражија Македонија, Александар Чоланчевски, нема да има материјал, пише овој, абе сега многу материјал има ова. Сега имаме проблем, знаете како да направиме тоа све да го склопиме во едно. Од прилика тоа би било тоа, имаме ние како група некои изненадувања да секогаш нека бидат изненадувања. Уште една-две точки кои ќе бидат навистина нешто што ќе бидат траен поклон за публиката која верно не следеше сите овие години. Инаку да знаете, ова е 10-та година од повторното собирање на меморија во 2016 година за тогашна Бубамара, каде што настапивме и свативме дека многу сме пропуштиле што не сме свиреле сите овие години наназад. И за крај на овој дел да кажам дека албумот е во припрема, кај Мите Димовски, сега нашиот тапанар, ќе се снимаат, има уште 3 композиции, де факто нашиот тапанар Сашо имаше мозочен удар и сега комплетно се има вратено мисловно и така натаму. Поце и Давор овие денови ги кај него, има една-две песни од него. Тие ќе ги симнеме и ќе ги направиме, Поце има песна и сите оние останати што имат уште некоја песна и по прв пат Дирлада ќе биде направена во снимена верзија, бидејќи Дирлада има преку 10 милиона, а нема нова верзија на Дирлада со дувачи. Значи и без верзија и со верзија, тоа што сака да помине, поминува. Тоа што не сака да помине, не поминува. Може да го силувате колку сакате, џабе. И со ова би сакал да кажам дека меморија ќе затвори еден круг од тоа што ќе бидат, мислам, 42-3 години, појма не више не можам да ги бројам годините. Тоа не значи дека меморија ќе прекине со работа овој пат, напротив, тек сега осеќаме една неверојатна енергија, креативна, сите заедно. Ќе работиме во World Music по прв пат, нели, ние сме биле селски бенд, само за, нели, тука, до Куманово и до Табановце, ама ние до Кубаново и Табановце, кога да се свириме во Македонија, по 6-7 10 собираме. А овие што се за преку Табановце собираат 100 души, за жал. Финансирани од државата со години, давани купишта пари, значи она што ние го стекнавме, давано од државата и така натаму, но да ви кажем една работа. Не само што не ми е криво, се гордеам што тогаш, никогаш, уствари во оваа кариера, дури само на овој концерт сега, што ќе биде, по прв пат, државата ќе не помогле на крајот на кариерата. Тоа ви исто као на Парастос, кога ќе дојдете, па ќе ви речат, знаете. Ама сепак чекав 93 дена. Значи ме фати и на ето овој пат и 93 дена чекав. Иначе беше поканат и министрот, ево него гледам меѓу вас, али затоа гледам многу драги луѓе кои се дел од оваа историја. Не би должел понатамо, ако имате нешто што сакате да ме прашате, прашајте не, ќе ви одговориме на се што знаеме да ви одговориме. И салата не е Борис Трајковски овој пат, туку е Јане Сандански. И тоа има две работи. Едната работа е, татко ми беше директор на основно училиште Јане Сандански 40 години. И јас сега да свирам во Борис Трајковски, а веќе сум свирал, мислам дека треба кариерата да ја завршам точно во Јане Сандански. Да, фамилиарно да го затвориме кругот со Јане Сандански. И уште еден виц ова за Јане Сандански многу беше интересно. Има, нели, од овие што се на друг начин настроени и ми вика, ајбе, сите сте били на ов, вика, и сега тука ми глумите разноразни глупости. Ја му викам, а Јане Сандански? Па еден. Му викам, сакаш уште? Мојот чукун дедо, Јоаким Крчовски. Јас сум внук него. Со тапија. Да. Видиш, кога видив сега Поце ми текна, а Крчовски е 1750 година роден. сега ми текна, да. Сега ми текна дека песната Дал да плачам или да пеам, која уствари ќе биде обележување на овие две епизоди, чиј автор е Јане Коџовашија, мојот шеф, ја така си го викам до ден денеска, во музичката продукција. Ете, виж обратно. Ќе ја изведат фамилија Икономови, заедно со Поце, со синовите на Коце Икономов,
и со цела една плејада на музичари и сакаме да му дадеме посебно значење, бидејќи таа песна стварно ги обележа почетокот на 70-ти и без мислам дека сега може грешам ја и немам до крај толку информации, се надевам поку се снимања све ќе научам, дека таа песна е нешто што обележа стварно цела една декада. Тука да нема да забораваме дека тука се врвните Лепи сол, кои свиревме сите после тоа джез-рок, као Ден за ден, као Нова генерација. Да не забораваме на најголемиот хит во историјата на Македонија, тоа е Од пул неправда. Да не забораваме многу работи, например Јано од група Триангл. Да, и ние ја преработивме и уште еден куп плејада музичари кои ќе бидат застапени на нашите концерти и за кои ние во документарниот филм ќе гледаме све што можеме да склопиме, што повеќе да ви кажеме на работа. Се случува, се среќаваме сега со проблеми дека одредени бендови не ќе да се видат до ден денеска меѓу себе, а и со оваква причина. Ако збори он, нема да зборам ја. А му викам, што има врска, ти снимаш едно, он снима. Не. Ако е он, ја не доаѓам. И тоа е македонски дел од синдромот, ама за жал тоа е многу голем малцински дел. Мнозинскиот ужива, ве гледам вака, четворицава сега ќе пристигне и грани, значи навистина уживам со сите вас, имам прекрасни спомени. Ако почнам сега да раскажувам пресконференција ќе трае 2 години, немам таква намера. Тоа ќе биде ставено во документарецот и ете, тоа би било тоа отприлика. Сега повелете, господа новинари. Само ја ви додал предаве, повикам да кажете или прашате што сакате. Кога вели Перо, новиот албум се подготвува, се навистина нови песни во прашање, така ли Перо? Не, така е. Она што веќе е отсвирено како нови песни, а не е ставено на албум, и она што никогаш не сте го слушнале, а ќе го слушнете на овој албум. Повелете, колеги, или кои да е, не мора колеги, останете присутни за прашање. Ајде, Весна, повели. Слушајќи го Перо, дека после овој концерт, нели, тоа е тоа, и документарецот. Ја искрено, познавајќи ве сите вас поодамна, не мислам дека тоа ќе биде крај, дека после завршување на концертот ќе измислите уште нешто со кое ќе продолжите со музицирање на задоволство на сите. Нели? Јас кажав, сега само ќе се повторам, значи по завршувањето на ваков вид на концерти кај што има 6, 7, 8 илјади луѓе, кај што е организацијски исклучително тешко, како течат времињата, станува се покомплицирано, термините во салите се откупени за 4-5 години од напред, треба да се тепате за термин, де факто во салите. При тоа употребувајќи разноразни врски, за да дајете десетини илјади евра за сала. И да не ви кажам што све во организацијскиот дел се соочувам, бидејќи поголемите продукцијски групи ги држат термините до 2029 година. И немам намера на вистина веќе во 66-та година од мојот живот да се расправам со разноразни менаџери. Ќе се поддржам безвезни ситуации, но значи ние ќе правиме после ова еден албум, ви кажав, значи после ова кога ќе заврши целото, да даде Господ прво да бидеме живи и здрави. World Music конечно еден албум од меморија кој ќе ја глорифицира повторно македонската музика од времето на Еден Бакнеш, кажи зашто ме остави, Оган под звездите, од Јаков Дренковски, Скитник, Сонце за три света и така натаму. Значи има 11 големи македонски, 12 големи македонски хитови кои ќе опфатат цела една концертна ситуација, која ќе биде акустички спремена и која ќе биде многу полесна за организација, бидејќи ќе одиме по домови на култура, а и конечно ќе излеземе надвор од Македонија, да не бидеме до Табановце, нели, бенд. Перо, јас малку лично, емотивно малку, нешто. Лично сега, едно лично прашање. Секоја чест, значи, ти си еден од ретките што оддава признание на луѓето кои оставиле траг во македонската музика и не спомнуваш, очигледно гледам дека многу си голем пријател,
Не де Боже да сум те непријател, или не е така. Сакам да слушнам, дали ти е возвратено? Дали некој тебе те пофалил? Дали ти се слушна за она што си го придонел на македонската музика од помладите или зашто ти знаеш и младите да им одадеш почити по старите? Ме интересира. Дали некогаш и си дошол до таква дилема? Добро, јас толку многу за сите зборувам, како некој не ме спомна мене? Мене ме спомнуваат по Арно и кога ќе видите дека Дрилад има 10 милиона или цела меморија на незиниот канал има 48 милиона вјус, као народна певачица сме факто по бројка на гледаност. Мене лично, јас никогаш ошто сум го правил, не го правам за сопствена глорификација. Свесен сум дека сме малкуми на оние што не може да не купат, да си ја прекрстуваме државата и да правиме разноразни текстови у кои кажуваме дека нас не интересира она што се случувало во Егејска Македонија. Сега само парафразирам, нели? Метафорички ви кажувам, сами ќе знаете за кого станува збор. Ние останавме доследни, а кога ќе кажам ние, не се престирам себе си, меморија, бидејќи на оваа годишнина од 35 години, ние бевме тие што беа на бина во 5 за 12. Ја прогласија независноста на Македонија Никола Клюсев, Киро Глигоров, и после тоа беше Оган под звездите. Значи, ние бевме едни од главните чинители на донесување на уставот на нашата Република Македонија. Ние никогаш не ја сменивме референцата на нашата држава и јас малце се чудам у последно време, пошто ме прашуваш овие ден. Тоа сакав ви да прашам, тоа беше моје следно прашање. Да, малку се чудам на некои од постовите, пошто ние патуваме со мотори, тука се дел од мојот мотоклуб. Сега го користиме кога излегуваме надвор регуларното знаме на Република Македонија. И ми викаат дека сум бил србо-комунист, предавник на македонскиот народ. Не мислев на тие постови, мислев лично. Така, Меѓутоа, сега има, се обележува 35 години. Тоа што реков, не дај Боже непријател, се шегував, ти никогаш не можеш да бидеш лош човек, тврдам. Ево и тоа приватно. 35 години прослава на Македонија. Веќе како новинар, оф рекорд што се вели, слушам дека многу наши групи добиле покана, пејачи, изведувачи да настапуваат низ цела Македонија, што е добро со музика да биде прославата. Дали, ако веќе се сети државата да ви даде пари конечно, дали ве покани на некој настап? Дали добивте таква покана како меморија за денот? Забавите ќе траат од 8 август до 8 септември. Дали се сетија како први кои ја прогласивте независност? Во исчекување сме. Ти. Ништо од тоа не ви значи, се надевам дека кројат плани да не поканат во некои од тие градови да отсвириме, но ние сме фокусирани сега на концертот на 23 октомври. И доколку имаме таква покана, со сигурност ќе ја прифатиме, бидејќи чест и задоволство ќе ни биде, бидејќи навистина 35 години од држава која е напаѓана од сите страни, од 4-5 страни и остана на нозе без разлика на се, е особена чест да настапува за таа држава во било кој град во Македонија. Мене би ми било чест. Дали ќе се сетат, повторно ви кажав, тоа е нивна определба. Ме интересира за документарниот филм. Не знам дали кажавте или не. Дали веќе почнува да се снима или се уште го подготвувате да стартувате со снимање? Документарниот филм почна да се снима ланска година и беше во почетокот со Драган Брсоточка Костич, кој за жал не е меѓу живите. Некаде 11 дена имавме направено еве да не кажете дека немаме албанец во ова, за 20% да бидат испочитувани. Грани таки, ве молам еден аплауз. До овој пејач што вика дека болje пее од тебе. Сега е ова скоро комплетна ситуација. Душева ми е скрос на место. Значи може да фалат уште еден двајца, ама ова е таа плејада за која навистина кога ги гледам душава ми е полна.
За документар. Да кажам дека имавме еден правец и сега од кога го решивме ова со историскиот дел на македонската рок музика, земавме режисер кој има направено. Се сеќавате сигурно на Истражија Македонија, навистина сериозен режисер за целата работа. И мислам дека тоа сега ќе води во сосема друг правец во расказот на целата работа. Ќе бидат вклучени сигурно над 150-200 луѓе кои ќе зборуваат за македонската музика во сите овие изминати години. И јас сега можам само да се пошалам со некој од овие тука личности, поготово овие двајца. Овој Џафер, например, е што тоа све ова све што ќе ви кажам сега влегува во документарецот. А Џафер, знаете кој го крстил? Денки. Чекај сега, не сте вие битни, јас сум сега фрајерот. Пали да се пали. А прво Чивчи, а? Чекај. Така, не ми беше тоа интенцијата. Да. И ние во Никола Карев, јас толку надобуден, може кој следи кај мене на Facebook има слика, свирев во Никола Карев и тогаш Џафер имаше разглас. Имаше даволи разглас. Џаволи што би рекол. Разглас. И ние продававме вкупно 5 карти во гимназија Никола Карев. Да. И идеме сега го товараме у неговиот Форт Таунус, така беше? Да дотерам до тука. И товараме тоа разгласот и микам сега до дома да земам парите за одмор да ти ги дам. Мали, ајде ова од мене нека биде, терај. И еве, гледате како ме зезна сите овие години, скоро 50 и кусур години. Другиот што седи до него, сега купи поскупо опрема од него и ја као човек од Никола Карев, нели овие од Јосип Броз беа многу фраери у тоа време, плюс постари. И преку една девојка многу убава, добив покана да идам на некаква домашна свирка горе на Водно. И за мене Водно беше у тоа време science fiction. Водно, вау, тамо све, Лазо Колишевски, овој и оној. Нешто што, да, црвена буржуазија, што би рекол, да. И оводам тоа е уствари во клубчето на Гранит Таќи и кога видав има миксер Soundcraft во алуминиумски сандак. Голем, 16 канален, има басови 2 комада од страна, 2 хорни стајани и тоа звучеше за мене, пошто ја тогаш имав некаде, што ја знам, 5-16 години отприлика. 3 ноќи не сум спиел после тоа случување. И од тој ден натаму секоја сабота кога свиреа во Олимписко село, значи неизоставен гостин бев кај нив и сите го зеза Гранит дека е многу висок. Сега ќе ви кажам зашто беше тоа, немаше стварно федери. Значи 2,5 сати колку што им траја од прилика свирките, не престануваше да рипа. Ја тогаш го крстив Мик Джегер. Такви приказни како оваа ќе има. Вака на пример ќе се одвива целото снимање и начинот на комуникација. Ќе биде интересно за гледање, има многу дребули кои ќе се шокирате. И уште ова морам да кажам, тони ме цело време ме гледа строго, керка ме тамо вака ми прави. Значи имам двајца, како се вика, гасачи, контролори на рецензенти, на мојот живот зен. Иначе бев апсолутно даун кога дојдов одека. Испив аналогија, свашта испив, само да се скордем само сега ми трна, фактички добив енергија од сите вас и ми се наполни душата. Свириме во Струга, дури има еден турчин, тој е конзул сега Абдураим Байрактар. И ми се вика, Перо, вика, сега ќе свирите, вика, во Струга за 2 август. Ја му викам, нема шанси, му викам, укочени сме договорени. Имаш тајац, например, 30 секунди на телефоном. Дури му викам. Каур, кога друг пат турчин ќе те викне на 2 август да ти плати пари колку што ќе побараш и да свириш. Толку тамо расчисти со тие што викам, сега како? Јави се, па да дојдеш да свириш. И добро, расчистувам ја укочени, го префрламе за недела дена, Вацо, тогашниот менаџер на Меморија за Источна Македонија. И се идеме да свириме. Почнуваме да свириме у 11:30, некаде 12, влегуваат, нема место, сите
керамиди околу што беа и горе домот на културата од позади беше висеа луѓе. Така речи. По керамидите што вика и доаѓа полицаец после 4-5 пат не на јас време, као бис и ми вика гаси. Цела струга вика началникот вика гаси одма вика. Го имаме жив полицајец што го снимаме. Ја му викам sorry sir I understand you. И он му се врти на дури и му вика море овој англиски збора. А пазете, оди не на песната у моментот на чисто македонски. И дури му вика, се гази од смење, му вика, јас турски знам, само и македонски, друг јазик не знам. И му вика Джандаро, добро, ќе ме оперит началнико, дај кажи кај е струјата да ми ја иставам, да им ја иставам да прекинат. О, па вие се осигурени во Лој Дојче, ќе ни ја земет струга, вика бе, ако го исклучиме. Завршуваме, Джандаро гледа дека збора македонски, такви приказни ќе има на десетици. Да, ете, така, за сите што се телевизија лево десно ви стојат на располагање овие млади момци, тука да знаете дека некои од нив што не се меѓу нас, се меѓу нас, како брат му на Денки Зоко, со кој вчера имав преку саат и пол разговор и уште многу други кои ќе бидат дел од оваа приказна. Воедно ви благодарам, ако имате уште некои прашања, ви стојам на располагање. Да, ако не... колеги, ако имате прашање, повелете. Или некој нешто да каже друг. Меморија, например. Или некој од бендот, дечки. Некој да каже нешто. Само да не е колку перо. Ако боа нозе ти не се се. Да ве поздравам сите, ми е многу драго што сум тука и ќе седнам се, толку беше одстоењето. И да му се благодарам на Аце што го знам 30-40 години. Многу ми е често сум тука. Драги колеги, музичари, пријатели. Го земав микрофонов да кажам само неколку збора за историјатот на рокот, на музиката. Мислам дека освен Јане Кочабаши, кој што не беше рокер, јас сум оден најстар од рокерите, имам 80 години полни. Се вратив пред 10 ден од Амстердам, кај што бев на концерт на Ерик Клептон. Да се пофалам. И тамо го славев мојот 80-ти роден ден. Фала ви, фала ви. Сега да ви кажам. 62 година, негде јануари месец беше, доје ке мене дечко кој што не беше пееш, јас сум менаџер на групата Бисери, а одеше со штака. Знаеш што вика, групата Бисери има еден гитарист кој што ќе замине во Белград на студии, сликар и уметник, Мат се вика, и немаме кој да свири соло гитара. Добро. Кој се тие? Па Чипче вика главен на групата, Диме Ѓурев, после беше началник на државна безбедност на времето, свири бас гитара, ама немаме соло гитара. Хајде викам да свирам. А јас бев гитарист класичар во тоа време. Имав техника на свирење, па готово што некој ми се биде лесно рок музиката, која што воопшто не е лесна. И така засвирев јас 62 година во јануари месец со Чипчи, наместо на Мат, со Диме Ѓурев, за другите, извинете бе, не се сеќам кој беше бубнер. Тоа е за мене почетокот на рокот за мене. Може би има уште постар од мене, ако има нека се јави слободно. И така издржав скоро до земјотрес свиревме заедно. Има една многу анекдота, бидејќи многу тешко се набавува убави инструменти. Имаше еден разглас кој што Пупова ќе пееше Чипчи без разглас, ќе беше послушан колку со разгласот. И свиревме на аеродром на една игранка и публика многу сакаше Чипчи и викаше Чипчи да пее, Чипчи да пее. Чипчи го трга микрофонот како ја сега, вели, па пеам бе другари бе, па пеам бе, што да ви правам, толку од мене. И сам има многу интересни ситуации, меѓутоа сите тие интересни ситуации ги го прекина земјотресот за жал. Напредна пауза во секој поглед, изгина многу луѓе. Културата, што се вика, беше далеку во втор план.
Скопје треба да се гради, меѓутоа, знаете, птицата Феникс, таа се раѓа од пепел. После семјотресот се родија безимени, после се формира, ево тука е Папас Бизбес, дел од безимени со старите бисери се спојува, се направи Бизбес, многу добра група. Највеќе го почитувам сите, да, меѓутоа Коце, соло гитаристот, за мене беше апсолутно најдобар во тоа време. Тој го свиреше подобро Хенк Марвин од Шедоси. До толку беше добар. Коце беше и доктор, Коце беше и билионист, Коце беше гитарист. И така натаму не би задржувал, би можна да зборам до утре, ама за овој момент, за оваа средба, мислам, толку е. За понатаму, за безимени, за подоцна Република 903-та, на крајот, за моите одања во Лондон по инструменти, пазарање во Лондон како Джафер, од Пелика, што го крстив. Ќе кажам зашто го викам Джафер, ми е многу драг. Тоа ќе го оставиме за друг пат, ако ви интересира. Ете така, ви благодарам што ме сослушавте, не знам колку многу кажав, али мислам дека е доволно за моментот. Ви благодарам. Благодарам господ Димитрije Павловски Денки. Колеги, еве, јас почнав, Перо ќе ја заврши пресконференцијата. Ако имате подоцна прашања и за овие македонски музички легенди, а и за овие уште за малце не се легенди, ама ќе бидат. Благодарам на присуството, Перо, повели. Значи, гледате колку мене ми значи бизнисот без везе. Тикет X се оваа година продавачи на нашите билети. Значи, од денеска ги пуштивме во продажба, значи во првите саат време отидоа 704 карти, што не се случило до сега ни еднаш. Може би затоа што не објаснивме воопшто дека долниот дел за сите оние што биле на нашите концерти во Фампит, оваа година е 600 денари картата и сите оние што беа во првите редови, сите овие 7-8 големи концерти ќе имаат шанси повторно да се сликаат и да се видат како изгледале пред 10 години и како изгледаат денес, 2016-2026. Уште еднаш ви благодарам. Сега Аце припреми тука некој мал коктел, да се видиме надвор и да, како се ја некој џубаше, повели. Денки ме прозва со својата дискусија, а јас немав прашања, а сега ќе одговорам на едни ситуации кои што се незаборавни. Го спомна Чивчи. 71 година на конкурсот во Загреб, за Загребскиот фестивал, беше примена мојата песна "Дал да плачам или да пеам". И јас знаев дека друг изведувач нема во Македонија, освен Бизбес. Ете корекција. Меморијата ми е малку попуштена, али ако се дружам со меморија, малку ќе се оправам. Беше примена мојата композиција и ме извести директорот на Загребски фестивал, дали имаш изведувач? Имам. Без го викнав Циме, Димитар Чемков, Циме, викам, ваква е работата, имаме песна за Загреб фестивал. Па за едно половина час се собра цел Бизбес во салата за проби во Мрата. Старата Мрата, да. Ете коректори. И направивме аранжман. Тука Коце Икономов отсвири едно соло незаборавно. Тие што ја слушале таа композиција, сите велат ова е невозможно. Коце Икономов тогаш беше еден од 20 најдобри гитаристи во Југославија. Дали тој податок го знаете, не знам. Али во Загреб и во Белград се спомнуваше како редок талент. И сега треба да се расподелат работите околу Бизбес. И
да плачам или да пеам. Кој ќе пее соло? Предви доаѓаше Коце Икономов и јас, оти песната ја знаевме, први ја научивме. А Чивче вика, не долази у обзир. Вика, оваа песна има јас да ја пеам. И он мислеше дека сега ќе се спротивстави. Јане, меѓутоа има друга работа. Тој глас е неповторлив. Не е по својот квалитет, туку по својот сугестивност, една наивност. Ја отпеа извонредно. Ете, тој Чивчи ме направи и мене славен, бидејќи заради неговата интерпретација мнозина сметаат дека јас имам тука некоја заслуга. Не, ниту збор не му кажав вака да пееш или онака да пееш. Ја испеја момчето, направивме снимка и кога ја слушна во Загреб, почна да се зборува, неки македонци свирају рок музику, али тоа е етно-рок, тоа е први пат. Тоа се зборуваше, изведбата беше одлична, бевме облечени во едни маршалски одела, од театарот ги земавме. Тоа се француската буржуазија од 16-17 век и кралевите француски. Така и се осеќавме. Јас бев адмирал по... Бевме... Отидовме во Загреб со комплекс на провинцијалци. Сепак тоа не се кажува, но секој од нас го чувствуваше дека во Загреб да се исправиш на сцена кај што пее една плејада пејачи кои што и денеска се Даворин Поповиќ. Дали беше точно презимето? Индекси. Јосипа Лисац. Јас многу не ја обожавав, меѓутоа имаше своје место. Не, ни случајно. Не. И Белградска пролет, да. Таму добив награда за најмлад композитор на фестивалот. Арсен Дедич е 38 или 39 година и рече, 38 рече, за годину дана узел си ми награду. Викам, долази младеж, долази. Стварно имаше многу интересни ситуации. Јас не сум така вешт раскажувач како Денки, ама интересно е да се чуе дека некој поминал низ тоа поле минско и останал жив. Господа, во интерес на времето и на колегите за да го ова пречвакаат и стават во медиумите, јас навистина од срце ви благодарам. Да оставиме нешто и за документарецот, може ли? Да оставиме. Да оставиме. Ви благодарам на сите и колеги, македонски музички легенди, на бендот, на сите што сте денес овде со нас, повелете на мал коктел да ги продолжиме разговорите вака, неврзано. Благодарам.